За исклучително топло време следуваат исклучително добри одговори и освежување со нив. Прашање и одговори со Јосиф стандардно време веднаш после метео секоја среда и стандардно Ask Јосиф е хаштагот на кој што може да ми ги поставувате вашите прашања или да ги користите броевите на телевизија Телма и она што може би за најмногу од вас е најпрактично е да ми поставувате прашање во приватна порака. Ask Јосиф е моето корисничко име на Инстаграм или Коуч Јосиф е моето корисничко име на Фејсбук и таму може да ме најдете. Ви спремив 5 одговори денеска за прашања и првото од нив доаѓа од Петрова и вели дали е во ред да дигам тежини и тегови на само 11 години. Петрова, не дека многу родители и многу повозрасни луѓе се плашат од тоа да децата дигаат тежини и односно да вежбаат фитнес и при тоа можеби уште повеќе па да користат суплементација, прашоци, протеински шејкови и така натаму, затоа што сме задоени со одредени сваќања и митови и стравови кои што од порано можеби ни биле пласирани дека тоа не знам, хемија, може да биде опасно, не знам, кревањето на тежини може да ти придонесе за да имаш намален раст и така натаму, што у принцип уопште научно не прават логика, но има нешто што прави логика, тоа е дека во секој случај не треба да се претерува и не треба да се дигаат преголеми тежини. Најдобрата формула за да знаеш дали претеруваш со тежини и како да си сигурна дека ќе си обезбедиш нормален раст е да речеме, ако за возрастен човек подразбира, не знам, вежбањето на фитнес, да се прават од одредена, не знам, од одредена вежба да се прават по 4 серии, од под некаде 8 до 12, можеби повеќе повторување, се зависи од што е целта. За луѓе кои што се дури и под 18 години, не само 11 години, се препорачува да не прават повеќе од 2 серии и не повеќе од 10 повторувања. И при тоа, кога ќе завршат со серијата или со повторувањето, не треба да чувствуваат умор, затоа што уморот и задишувањето значи дека веќе телото се напрегнало. Не е проблемот напрегнувањето, туку проблемот е што до 20-та година практично телото доживува голем раст, се развива, се регенерира, значи се менуваат коски, се случува многу брзо и доколку се преоптеретуваш со големи тежини и при тоа правиш големи повторувања, може да придонесе за повреди, за можеби одредени искривувања уште повеќе што, знаете, кога сте особено пубертет кога ќе се навлезе, често мислиме дека знаеме се, дека ние можеме сами, дека сме веќе возрастни, па знаеме на своја рака да носиме одлуки, знаеме да вежбаме неправилно, знаеме да не слушаме совети од покомпетентни луѓе, затоа тоа е мојот совет и се надевам дека ќе го прифатиш. Воопшто не треба да ти биде страф од физичката активност и од добра исхрана, користење суплементација, тоа воопшто не може да му донесе негативни последици на телото, но тие се некои препораки да внимаваш па и да не се преоптеретиш затоа што се уште телото ти е во голем раст и развој. Следното прашање доаѓа е поопширно и доаѓа од Маку, мој пријател и Ники Пики Сипи. Тоа се две кориснички имиња и двајцата ми поставија слично прашање односно за фастинг или постење. Не она класично постење кое што го правиме можеби за Великден или кое што муслиманите го прават за нивните верски празници, туку се работи за поинаков начин на постење и прашуваат практично каков и колку обемен може да биде првиот оброк, дали да се вежба, дали да не се вежба, кога да се прекине со фастинг. Многу голема тема која што не можеме да ја опфатиме тука, но јас ќе дадам некои генерални насоки за кои што најдов научни потврди и студии, а тоа е дека постењето и фастингот дали ќе биде, не знам, ќе го распоредите како 16-8 или дали ќе биде, не знам, 20 со 4 или 22 со 2, небитно, во секој случај постењето дава добри резултати. Најмногу луѓето го користат дали за намалување на масти, тоа е број 1 зошто луѓето се одлучуваат на овој чекор, го користат и многу луѓе за општо здравје, го користат и многу луѓе за покачување на мускулната маса и функционира за сите три опции и цели, но се разбира, нели, има доста како да кажам, насоки и доста
упатства кои што зависат од тоа која е вашата цел. Сега, дефинитивно за здравието е добро, дефинитивно за мускулната маса е добро, дефинитивно е добро и за топењето на масти, она за кое што јас не се сложувам е што многу често луѓето фастингот го избираат како уште една опција да видат дали ќе им профункционира диетата за топење на масти. Јас би мислел и сум сигурен, не би мислел, сум сигурен дека е многу подобро да има тука некаква градација. Односно да луѓето прво можеби се навикнат да имаат активен животен стил, да се навикнат да имаат здрав животен стил со правилна исхрана, па подоцна да пробуваат можеби по екстремни начини на исхрана, затоа што постењето и не е така стандарден начин на исхрана, бидејќи бара можеби 16 часа да гладуваш во текот на денот и да пиеш само вода и зелен чај и кафе, без никакви засладувања, а потоа можеби да јадеш. Дали да го прекинеш, дали да вежбаш, има повторно различни одговори, но пред да ви ги дадам, сакам да спомнам две фази и состојби во телото. Една се вика mTOR и mTOR е практично забавата во телото, односно mTOR е состојба во телото кога има изобилство од храна и калории и хранлива вредност и тогаш се случува телото да создава нови клетки, да растат мускулни влакна, едноставно да функционираат сите процеси. И има една состојба која што се вика аутофагија и таа состојба практично значи дека се случува рециклажа, чистење и така натаму. Најнародски може да го разбереме mTOR фаза која што значи дека имаме забава и аутофагија е фаза во која што се чисти после забавата. Вежбањето е многу добро во фаза додека си во фаст, затоа што му правиш огромна контрадикција на телото. Што значи тоа? Му правиш можеби рециклажа, но истовремено поттикнуваш и mTOR состојба. И при такви фази се случува многу брз раст на клетките, во исто време и многу брза рециклажа. Ова е она што јас го најдов во одредени релевантни извори за кои што јас сметам дека се вистинити и потврдени со научни студии, така да дефинитивно е добро да вежбаш за време на постот и начини како да го прекинеш има различни, доколку можеби користиш постењето за општо здравје. Се смета дека најдобар начин да го прекинеш постењето е со супа во која што ќе свариш коски и ќе додадеш јаболков оцет, доколку можеби го користиш постењето за намалување на масти, во тој случај најдобро е да се користи MCT масло се вика, тоа е од кокосово масло. И доколку можеби целта ти е да зголемуваш мускулна маса, во тој случај најдобро е да го прекинеш постењето со храна со висок гликемиски индекс. Што тоа значи? Храна која што има многу брзи шекери. Значи затоа што да го вратиш гликогенот во мускулите и при тоа да не придонесе да прекинувањето на постењето да намалуваш мускулна маса. Има уште многу да се зборува за постењето. Дефинитивно е добро, дефинитивно може некој да си поигра, но повторно мојот совет е да прво воспоставите начин на исхрана, затоа што многу луѓе кои што можеби не бил активен или бил повремено активен, при тоа никогаш можеби ништо посебно не се трудел да има добар начин на исхрана, има 10 килограми вишок и сега одбере да го применува фастингот, јас сум сигурен и убеден дека тоа нема да биде на дол крок и тоа најверојатно само ќе биде уште една проба и уште една диета која што откако ќе заврши, повторно ќе се вратат килограмите назад. Затоа прво воспоставете добар начин на живот, научете си го карактерот вие дека ќе се одредите на поактивен и поправилен начин на живот и на исхрана, па потоа играјте си дали со фастинг, дали со кето, дали со веганство и така натаму, многу ќе ви биде поедноставно и ќе видите и ќе го најдете начинот на исхрана кој што ќе се вклопи најдобро за вас, за вашето време и за вашиот карактер, а дефинитивно ова е добра стратегија. До неба Сара го има следното прашање и прашува колку ефикасен степ аеробикот. Супер ефикасен е Сара, многу стара дисциплина, 1980 е почната да се појавува. Мислам дека аеробикот и степ аеробикот се едни од дисциплините кои што многу долго се имаат задржано, затоа што нивната популарност можеби не е таква како порано, но дефинитивно не е опадната и многу студија за вежбање се уште во нивниот распоред имаат активност степ аеробик. Најмногу ќе имаш бенефити на кардиоваскуларно здравје, на јадрото на телото и на нозе.
и дефинитивно е можеби едно од топ 3 дисциплини кои што се добри за луѓе кои што почнуваат со физичка активност, затоа што има доста основни движења, се работи во група, што е многу полесно да те мотивира, те води тренер напред и исто така често се работи со музика, што е дополнителна мотивација, така да одлична дисциплина и доколку тебе ти одговара, слободно практикувај, не може да имаш некаков контраефект или да немаш бенефит, се разбира ако тоа е укомпонирано со добар начин на исхрана кој што е многу поголем процент поважен отколку самата физичка активност. И последното прашање доаѓа од Мира и прашува дали е добро да се варат коски за да се направи супа со нив. Одлично што ми го постави прашањето, затоа што и пред малку е спомнав во фастингот кој што ми го поставија Марко и Никола. Дефинитивно е добро. Јас искрено немав многу знаење за тоа што се случува кога вариш коски и правиш супа од коски, но еден од големите бенефити кога вариш коски е дека ќе добиеш голема количина на колаген, кој што е исклучително важен за здравје на коски, за здравје на кожа. Тоа е протеин кој што телото треба да го добива. Друга работа е што се добива доста глутамин, тоа е аминокиселина која што е општо добра за мускулна маса и исто така многу важна за имунитетот. Се добиваат и многу други вредности хранливи, затоа се препорачува да се додава и јаболков оцет во самата супа и нормално за да вкусот ти биде подобар додади некои зеленчуци, а јаболковиот оцет ќе помогне за подобра апсорпција на минералите од хранливите вредности кои што доаѓаат можеби од зеленчукот и општо од храната која што ќе ја конзумираш тој ден. Така да имаш зелено светло, јади ја слободно, особено ова е важно за повозрасни луѓе, значи над 45-50 година, би било добро да имаат како во неделното мени, ете супа да варат коски, да си прават супи, бидејќи се исклучително добри за консумирање. Така да, ова беше и последниот одговор и прашања за денеска. Она што ми останува за крај е да ви посакам здрави животни навики, секако внимавајте на времето и на овој топлотен бран кој што го имаме овие денови, останете заштитени и се гледаме повторно следната среда. Чао, чао!